Почитувани ви, благодарам што сте на Слободен печат. Милионерите масовно се иселуваат од Велика Британија. Велика Британија изгубила 1800 милионери во текот на минатата 2024 година, пренесува Таймс. Тоа е 157% во споредба со претходната 2023 година. Зошто е тоа така? Овој екзодус доаѓа од како владата на Кир Стармер ги потврди плановите за укинување на даночниот режим на земјата што не е домицилен, кој понуди значителни придобивки за богатите, но поединци. Што се случува во Велика Британија во однос на овие промени со дануците и зошто штрајкуваат земјоделците? Во продолжение зборуваме со која, ако не се нашата драга новинарка, дописничка од Лондон, Джанита Скерлев. Ви благодарам што сте со Слободен печат. Добар ден. Од Лондон, ама пак во Скопје. Така е. Јас ни ваму ни таму има една изрека за нас што доаѓаме и тука почесто, меѓутоа главното живеалиште ни е надвор. Да, апсолутно сте во право дека има, па добро, можеме да го наречеме и екзодус, бидејќи се најавуваше од уште кога беа изборите во UK дека главно богатите најавува ако победат лабористите, ние ќе си одиме. И сега многумина се прашува па што толку им сгрешиле лабористите на богатите и веднаш се објасни, бидејќи нема веќе избегнување на плаќање даноци, односно треба да се плаќаат точните даноци и треба да се плаќа во земјата. Да се плаќа, многумина има фондови надвор од земјата во така наречените даночни раеви, каде што, не знам, на разни острови, дали биле девствени острови или не биле девствени, меѓутоа таму имаат своји фирми, офшор така наречени компании, и го користат тоа да кога водат некаков бизнис или кога купуваат нешто во Обединетото кралство не плаќаат данок. Решија лабористите сериозно да се позанимаваат со таа тема и веќе најавија дека нема простување. Порано, знаете како беше? Порано, ако направевте даночен прекршок, дури и ние обичните луѓе ќе ни испратеа предупредување и ќе кажеа во ред, можеби од немарност не сме пријавиле некоја сметка или некој трошок или нешто. Сега и потоа се даваше шанса да се поправат луѓето, да се поправиме луѓето. Сега веќе нема тоа. Сега има да се отворат 4 очи, да се користат професионалци. Може и лично секој да си пријави, има на сајтот на британската влада како да си пријавите данок и тоа е многу релативно лесно и објаснувачки, но оние кои сакаат да го избегнат тоа, ангажира адвокати, ангажира фирми од странство кои им ги вршеат тие, па добро отворено можеме да кажеме, нечисти работи. Благодарение на акцијата на лабористичката влада и благодарение на од време на време така наречените свиркачи кои ќе обелоденат некакви документи, како например Панама документите, ние например дознавме дека и нашиот поранешен премиер Тони Блер избегнал плаќање данок од 312.000 и нешто фунти во државата, со тоа што кога го продавал станот, кога купувал стан, купил од некој што имал седиште во Белизе и наводно тој што бил во Белизе, тоа е се јавно, значи не си правиме ние приказни, кажал дека тој сака да го задржи станот, сопственоста, ама овие можат да живеат, ама да му плаќаат пари. Мислам една приказна која нема врска. Иронијата е дотолку поголема што Тони Блер беше премиер на лабористите, на лабористичката влада. Но кога престана да биде премиер, и тој и други како него, како например Борис Џонсон, како редицат Ли Страс,
Се сеќавате онаа премиерка која 49 дена ни беше премиерка, Така. а ни ја уништи економијата, и други слични на нив почнаа да држат говори низ светот и дебело да наплаќаат по 800.000 фунти, по 900.000 фунти, бидејќи се држале надвор, па не се наплаќало. Јас не знам колку тукашната тогашна влада му плати на Тони Блер, кој држеше некој говор тука, колку ги... Добро, сега сум малце иронична, меѓутоа не гледам некоја голема трага од говорот на Тони Блер нешто да се подобрело. Освен, можеби, пак сум иронична, инспирација и тукашните бизнисмени да не ги пријавуваат добивките тука или да се трудат со задгранични, не само задгранични комитети, туку задгранични сметки да го избегнат плаќањето на данок. Медиумите пренесуваат, британските медиуми пренесуваат дека се работи за историско зголемување на даноците во Велика Британија. Што значи тоа? Што ќе променат и зошто богаташите, ќе се изразам народски, бегаат? Бегаат заради тоа што за прв пат подолго време не можат да го избегнат ако останат да живеат тука, да ја пријавуваат за работувачката, бидејќи има еден систем нов, тој се вика, ми се чини корект дека се вика, тоа е компјутерски систем кој ве следи. И како ми кажа еден колега, вели, тој знае повеќе за тебе отколку ти што знаеш за тебе. Значи, знае колку сме платиле струја, вода, кирија, кога сме купиле стан, кога сме купиле автомобил. Сите податоци ни системот одат преку тој. И тоа е на кралското даночно HMRC, или не знам како беше кратенката, значи даночната служба во UK, која е сега неверојатно моќна, снажна, подкована и благодарение на таа апликација, како што реков, може да ви каже за вас и вие што не знаете. Сега не може да се чуваат тајните сметки како што се чуваа порано. Значи, купувате, ве знаат, трошите, ве знаат, каде сте јаделе, што сте купиле, колку чини тоа, во кои земји одите на одмор. Се знаат за вас и така ве следат. И оваа влада реши да ги собира парите, бидејќи сака да го наполни буџетот. И тоа е легитимна работа на секоја влада. Нема опомени, има веднаш казни и казните се од најмалата е 5000 фунти, најголемата може да биде бесконечна. 4 пати во годината, значи на секои 2,5 месеца или како доаѓа на 3 месеца, а математиката никош не ми била јака страна, објавува ова владино тело кои се оние кои избегнуваат плаќање данок. Ги има со име и презиме, и ги има колку данок избегнале да платат и која им е казната. Казната може да биде и затворска, значи за почеток 6 месеци ако платите 5000 фунти казна, меѓутоа за поголемата може и до 7 години во затвор. Знаете, Ал Капоне, познатиот мафијаш од Америка, кој убиваше луѓе и правеше шверцови со алкохол, со оружје, со што ли не, федералната влада не го уапси, не успеа да го уапси за убиство. Меѓутоа, кога не плати данок, успеа да му докаже дека не платил данок и заради тоа тој отиде во затвор. Така и сега во UK. Даноците нема да ги оптоваруваат работниците, работната класа или обичните луѓе, а најголемиот дел од врските ќе бидат насочени кон работодавачите и богатата класа. Што всушност тоа значи? Поштедени се оние од средната класа во однос на овие даночни измени? Па зависи ако си ги пријават приходите и си ги платат даноците, тогаш нема да има никаков проблем. Има неколку категории. Например, сите што заработуваат до 32 или 34.700
плаќаат 20%. Да, сите плаќаме данок. Така. Тие што не се плаќа данок ако оние компании кои се занимаваат со снимање на филмови за природата, и нешто што има пак околу дрвјата и садење дрва, еколошки, тие се исклучени од плаќање данок. Ние другите плаќаме, значи до 34.000 се плаќа 20%, од 34.000 до 120-30.000 се плаќа 40%, над тоа се плаќа по 60, по 70, и прв пат се применува ова и нема извини, не знаев. No excuses. No excuse. Како ова ќе се одрази врз економијата во Велика Британија? Па ако се оди во ред, ќе се одрази позитивно, бидејќи владата ќе собира повеќе пари. Сега, но ако се остварат заканите на ново избраниот повтор пат американски председател, кој има малку чудни критериуми околу даноците и оданочувањето на богатите, во разговорите негови со Обединетото кралство, се предпоставува, уште е тоа на ниво на шпекулација, меѓутоа дека тој ќе побара некои од големите странски фирми, како што се Мета, како што е Амазон, како што е Google, да не плаќаа данок. Долги години тие фирми работеа во UK, заработуваа огромни пари, меѓутоа данокот го плаќаа надвор, односно не го плаќаа данокот. Сега новата влада бара тука да се плати данокот, извинете, ама ако работите тука ќе го плаќате и данокот. Тука ви се канцелариите, тука ви се вработените, тука се правите. Една од работите која ја најави Трамп е дека ќе побара за овие големи фирми да не се плаќа данок, британската влада, лабористичката, да не ги оданочува. Да ги ослободи. Тоа е она лоби од Елон Маск and Company Limited. Дали ќе успее тоа, ќе видиме. Јас не сакам ни текстовите, ни муабетите да ги завршувам со ќе видиме, меѓутоа мислам дека денешното време е дојдено до таму што баш така треба да завршиме, ќе видиме. Зошто штрajкуваат земјоделците во Велика Британија? Пак за данок. Пак за данок. Тие штрajкуваат, еднаш го разговаравме ова, дојдоа, блокира улици од руралните области, дојдоа пред Вестминстер, со убави, нови трактори, се дотерале и се. Штрajкуваат бидејќи владата сака да ги оданочи. Да оданочи секоја фарма која е повредна од 1 милион фунти, кога родителите ќе ја префрлат на децата, да биде со 20% данок. До сега не беше така, до сега, еве, јас ви ја препишувам како мајка на керка мојата фарма и не плаќаме никаков данок, заради тоа што за се друго се плаќа данок. Например, кога ги продаваме куќи, станови, автомобили, што и да продадеш во UK, плаќаш данок. Данокот се определува од разни правила финансиски во државата. Значи, во зависност од имотот, големината, така да. Во зависност од имотот, меѓутоа има доста фарми кои се над 1 милион, например 2 милиона или 3 милиона фунти вредноста, и се протестираат луѓето бидејќи мислат дека ако треба да ја платат таа сума, дека веднаш одат во загуба. Иронијата е што порано, кога UK беше во Европската Унија, им уживаа земјоделците субвенции од Европската Унија. Сега нема, со Брекситот нема субвенции и сега луѓето дополнително сватиле дека и со пренесувањето на фармите ќе треба да плаќаат данок, од никаде не добиваат помош, никој не ги
субвенционира земјоделците како што беше тоа порано и ете блокирање Уште една причина од низата што ги предомисли британците дека им беше грешка излегувањето од Европската унија. Во последно време е многу актуелно тоа кај вас, дека сакаат повторно да и се допаднат на Европската унија и да и се приближат. Беше премиерот наш Кир Стармер, беше минатата недела во Брисел и разговараше. Знаете како сега лабористите се некако меѓучеканот на ковалната. Од една страна луѓето бараат поблиски врски со Симпатии. Европската унија, од друга страна UK секогаш биле најверниот сојузник, така да кажам, на Соединетите Американски држави. И сега треба да внимава сер Кир Стармер како ќе ја води понатаму политиката. Од една страна имате закани од Трамп за тарифи воведување, од друга страна луѓето бараат потесни врски со Европската унија и со право сватија дека не е лошо во некоја наредна прилика да посветиме една емисија што се доби, што се загуби Велика Британија со Брекзитот. Одлично. Ете, најава за некоја од следните емисии, ми беше задоволство како и секогаш што ве имавме во рамките на Слободен печат. И задоволство што ви имавме секако во студиото, секогаш е пријатно да се биде во друштвото со Жанета Скерле. Верувам дека и вие така размислувате, затоа што со нетрпение ги очекувате овие разговори со неа. Ви благодарам што не следевте, останете и понатаму и информирајте се преку slobodенpečat.mk.